Тоа што кажуваат дека внатре имало 300-400 луѓе, тоа е лага. Внатре, според мене, има над 1000 луѓе. Пошто имало продавано карти на концерти, имало продавано над 1000 карти имало. Слушнавме дека биле блокирани долго време како фирма. Од УЈОП. Како можеле да продаваат карти? Тоа е све значи фиктивно. Види, јас колку што имам информации, таму нема ниту фискална каса, ни на карти, ни внатре во шанкот. Треба да има 2 шанка, треба да има 2 фискални, на секој шанк по една фискална. Друга работа, како фирмата од 2020 година, кога дискотеката работи од 2012 година, уште за време на градоначалникот Радко Димитровски. Проверете ги фирмите да видите каков криминал човекот правел. Зошто затварал фирми? Фирма кога ја отвори дискотеката му е со подружница на Квасник кафе, на неговиот кафич, што вчера граѓаните го излеа така револтот. Полицијата туку покани имат доставено на разговор за децата кои демолираат дивоградба. Тоа кафичот во центарот на градот му е дивоградба на него. Значи сите елементи укажуваат на многу еклатантни кршења на закон. Толерирани од власта. Од секоја власт. Да. Од секоја власт. Тоа се случува од 2012 година, тоа не е од сега.